Без дофрлање од место ќе ве молам. Колеги пратеници од ВМРО ДПМН, вашиот координатор е пријавен за процедурално. Без дофрлање. Колешке Лолита Ристова се јави, процедурално се јави председателя, еве не колешке Лолита Ристова, да исправите колешката, ја гледам дека е прв мандат, ама ова што денес го кажа. Колега Мицевски, мене обраќајте ми се, оставете ја колешката. Се пријавивте за процедурално, по кој член ќе ве молам? Значи и вака сега, подпредседателе, вас ви се обраќам. Сметам дека требаше да ја прекинете колешката, затоа што ова што го искажа во нормална држава ќе биде обвинета за спречување на говор на пратеници. Видете што изнакажа се пратеничкава. Дневен ред се гласало од прилика за 1 час. Ќе ја вратиме снимки. Абе снимки има, колешке. Ја ова не го измислувам. Дополнително, суштинска дебата немало во говорите кои што вие треба да ни кажете што да кажуваме. Па ние излагуваме, изборуваме. Смирете се малку. Ние излегуваме, изборуваме она што треба да го зборуваме. Кој презборе од вас тука? Освен неколку колешки што излегува на телефонот Центарот за комуникации, што им ги прати да говорите и ги прочитаат тука. Нема друг. Вие сте тие што треба да цензурирате пратеници од... Мицевски, мене обраќајте ми се, оставете ја колешката. Мене обраќајте ми се. Ај, мене обраќајте ми се. Дали, еве подпредседателе, дали таа е таа што треба да ни цензурира тука нас? Еве подпредседателе да ви кажам, но ова не биле суштински говори. Не би се исправни барањата за дневен ред. Дали е таа што треба да ни каже дали е исправно тоа што го бараме како точки на дневен ред или не е исправно? Значи јас знам дека сте оставени како дежурни овде во салава неколку пратенички и сте нервозни поради тоа, ама тоа е вистината. Ке седите, ке слушате пратениците и ова што денеска го направивте, ова тоталитаризам не се случува. Да се дрзнете да им кажете на пратениците од опозицијата колку треба да усвојуваат дневен ред. Да се дрзне подпредседателе вас ке се да каже дека говорите кои што ги збореме не биле суштински дебати. Па никој не зборува за вас, бре. Никој не зборува за вас. Зборуваме за граѓаните. Да го кажеме тоа што треба. Срамота е вие ќе кажувате колку да зборуваат и што да кажуваат или да предлагаат за точки на дневен ред. Не се запрашате тука дека секоја точка од опозицијата е отфрлена од ваша страна. Немаме дебатирано за една интерпелација во ова собрание, што е суштинска работа на парламентот, контрола на власта. Бегате од сите говори, уште и ќе кажувате што треба да зборуваме. Ете тоа требаше подпредседателя да го направите, а не да ме прекинувате мене 3 пати во обид ова да го кажам. Едуцирајте ги вашите пратеници, срамота е ова што го зборуваат, да пробуваат да ја замолчат опозицијата. Ова опозиција и овие пратеници не ги замолчиле поголеми од неа, нема да ги замолчи ни Лолита Ристова. Благодарам.